7 часот и 43 минути, така е по мојот часовник и вистинското време за првиот разговор за ова утро. Веќе добро знаете дека петоците ни се резервирани за гости од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Денеска зборуваме за една многу интересна тема за сите родители, за сите баби и дедовци, и за сите оние кои што си имаат мали бебиња, мали дечиња кои што ги чуваат во овој период. Доктор на медицински науки Александар Сајковски ни е ова утро гостин, специјалист по педиатрија, кој што ни доаѓа од клиничката болница Аџи-Бадем Систина, а ке зборуваме за летните предизвици со кои што се соочуваат децата во овој период. Доктор Сајковски, добро ви утро. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи. Ви благодарам што по ова време, не време, пристигнавте на време кај нас во утринската програма. Она што е актуелно, летото, нели? Летото си носи и вакво време, покрај тоа што имаме и убави сончеви периоди, има и дожд. Меѓутоа, и во летниот период неизбежни се оние инфекции кои што се соочуваат дечињата, вируси, стомачни вируси, инфекции на очи и алергии. Ајде да наброиме прво за почеток кои се летните кои што ги има во лето и полека ќе си ги подобјасниме. Да, пред се уште еднаш добро утро до сите гледачи. Ова денеска не беше баш многу летно утро, како да кажам. Како и да е, предизвиците во летниот период се нешто поголеми отколку во зимскиот. Во зимскиот за децата најголеми предизвици се инфекции, меѓу кои грипот, да речеме, нели? Меѓутоа во летниот период има и некои други работи што може да се случат, иако е вака, можам да кажам за повеќе од 80% од децата најубав период од годината. Обично децава од предшколска настава не одат у градинка, децава од школска не се во школа, нели така има убав време период. надвор. Да. Колку што може. Тоа е период кога покрај оние цревни инфекции кои се исто така релативно чести, тука се и можности за интоксикации со храна, нели, ако е загадена храната од бактерии разни, нели, ако не е добро термички обработена, тука се инфекции на очи, конјуктивити, убоди од инсекти, да речеме, бидејќи целата природа е подигната. Да. Реално е подигната и повеќе други фактори кои што може да влијаат негативно во расположението, едноставно во ситуацијата на кај едно дете. Доминираат, сепак можем да кажем, доминираат повеќе овие летни инфекции, летни цревни инфекции, да кажем. Веќе се почнати? Па почнати се, овие да. Ние имаме и во зимскиот период доста. Да. Причинителите се различни. Обично во есенско-зимскиот период се повеќе оние ротавирусни инфекции, нешто повеќе. Во летниот период знаат да се појават и други причинители, салмонела и некои други како што кажавте од храна, така? Да, да. И обично овие летниве диареи, да кажем, нели се често поврзани покрај диареја и проливи и повраќање. А тоа е еден вака релативно за нас малку, ајде да кажам, полош симптом, нели? Да. Затоа што децата многу побрзо дехидрираат ако имаат повраќање дополнително на течните столици, а не само течни столици. И тогаш веќе бара друг третман, бара дополнително третман, секако. Мислам, ние секако во такви ситуации не е лошо да биде направена и консултација со педијатар, да не е да се дава на своја рака било што или било какви лекови, нели? Инаку исто така летниот период е период во кој што се јавуваат оние конјуктивити, да кажеме, многу често. Очни инфекции, така? Очни инфекции, нели, дечиња што одат на море, од една страна може да се запрљаат од песок, така, песок, алги и било што друго. И тоа да направи еден надражај на слузницата на окото, но може да дојде и до појава на разни типови на конјуктивити. Така да треба родителите да знаат што и како да се направи во тие ситуации. Тие конјуктивити можеме и во прво време и сами, нели, ако сме на одмор и ако сме тука во консултација со нели во аптека да се земат капки за очи или мора да се јавиме на доктор. Кога се работи за дечиња. Ако е лесна, да речеме, реакцијата конјуктивална, да кажеме, тогаш може да се користат капки за прочистување на очите. Меѓутоа, во голем број на земји надвор од Македонија,
дури ни антибиотски капки за очи не можете да земете без рецепта од страна на лекар, педијатар или лекар кој што работи во некој од тие центрите каде што престојуваат луѓето. Така да многу често може да се случи да треба да одат на преглед. На доктор, да. Сега ги споменавме стомачните вируси, ги споменавме конјуктивитот, меѓутоа има и респираторни вируси летниот период, предпоставувам. Бактериски обично знаат дечиња од ако одат на море па да се вратат со некоја така потешка бактериска инфекција, може би добиена од вода или од престојување по хотели. Кои се тие инфекции респираторни? Сигурно не се исти како во зима. Па, бактериите никогаш не запираат, не знам како да кажам. Тие се нон-стоп присутни меѓу нас. Тука се меѓу нас. На крајот на денот, ако земете вака многу тривијално, во усната шуплина на едно дете има повеќе микроорганизми отколку што има жители на планетава Земја. Меѓу кои се и стрептококи, стафилококи и така натаму. Стафилококот како бактерија, например, живее на кожата на секој од нас. Жител е едноставно на кожата. Дури кај 50% од населението е и нормален жител на носот. Така да самите бактериски инфекции никогаш не ни прекинуваат, ги има стално. За нивно развивање многу зависи таа промена на средина, промена на активноста, например, ако некој друго дете играат па кашла е активно болно и колку бактерии ќе пренесе на здравото дете кај кое после може да се развие инфекцијата и некои други фактори, нормално имунитетот кај детето и така. Така да има повеќе фактори кои што влијаат. Инаку се тука пак истите, мање више истите бактерии, стрептококи, стафилококи, да не ги наредиме сите се. Ама, еве, ни се случило и на сите нас како родители на рутинска контрола на брис од нос и од грло, ке се најде бактерија, нема симптоми. Значи, доколку нема симптоми, нема потреба така да се третира. Да, ја би сакал само да напоменам една работа, многу често, тоа кај нас во амбулантите во Систина често им го објаснуваме, пробуваме да им го објасниме на родителите, да ги фаќа паника. Добиваме дури позитивен брис на нос, а негативен на грло. Позитивните брисеви на нос ништо не значат. Ако нема симптоми, така? Апсолутно. Нема потреба ништо да не се дава, нема потреба. Задње време нешто многу се користат во такви ситуации, дури и кога немаат симптоми децата, се ставаат некакви капки антибиотски, масти антибиотски во носот. Нема потреба. Дури не е добро, па дури знае да биде штетно. Штетно, така е. Искрено морам да ви признам дека и мене ми се има случајно тоа како млада мајка, порано пред 20 на години, сега веќе не. Како изминува искуството едноставно кажано, самиот нос, самите дишни патишта, во нив се присутни, има еден огромен екосистем. Да. Микроорганизми и вируси и бактерии со кои што ние живееме, и усната шуплина исто. И ние мора тој екосистем да го одржуваме за да се бориме против инфекциите. Точно така, многу убаво објаснето. Она што е актуелно во летниот период се и алергиите. Алергии од сонце, алергии од кога одат на море, без разлика дали е езеро или море, може би од алгите. Како тука да се справуваме, дали да се носи, ќе зборуваме и подоцна што да се носи во на пат на аптека, него туку доколку се случи алергија, што да се превземе како прва помош? Морам да се надополнам на ова што го спомнавте со уште една точка кога се алергиите, упрашање алергии на сонце, например. Сончаница. Да. Децата сакаат да се бањаат, децата сакаат да се во море, сакаат во езеро, нели? Сакаат да се во вода, да играат во вода. Меѓутоа, тоа може да биде многу дугачок период во тек на денот и еден од ризиците е појава на сончаница. Но секако и појава на алергиски реакции. Алергијата е состојба на дисбаланс во имунитетот, да кажем, на некој начин. Највака едноставно да го кажем. И алергија може да се направи на било што. Значи, не мора да значи дека е само од сонце. Може да е. Значи, сонцето не прави алергија во оној, ќе го крстам, класичен смисол на зборот, како што би направила алергија например, некоја храна или некои инхалативни алергени, кога ќе се појават оние уртики нели по кожата. По кожата, да. Повеќе се тоа црвенила, иритации, форма на алергиски реакции кои што се малку се разликуваат од овие што се, да речеме, кај што е храната упрашање. И денеска ќе видите има во аптеките едно
едно, што би рекле народски, едно брдо на средства со кои што може да се мачкате, да ја вршите заштита на кожата. Меѓутоа, вие ќе ја заштитите кожата, но прашање е дали главчето ќе го заштитите заради сончаница, нели? Така да, тука треба да се мисли на двете работи. Тоа е многу важно. Тука, кога рековте за торбицата, една од работите каде што треба да се мисли секогаш е да се има лек за алергија. Од друга страна, сакав уште само ова да кажем, имаме една парадоксална ситуација. Сега се штитиме од сонцето, а од друга страна не е потребно. Од друга страна ни е апсолутно неопходно за создавање на D-витаминот во кожата, каде што уствари најмногу се создава. Сега, вообичаено, родителите ги изнесуваат децата рано од сабајле, кога се на одмор, или да речеме на море или на езеро, ги изнесуваат на шетање рано од сабајле и да речеме после тоа околу пладне, кога е најтопло, се прибираат, па после тоа приквеч. Повторно, да. Меѓутоа треба да знаат дека создавањето на D-витаминот рано од сабајле и приквечер во кожата скоро и да го нема. Да, ова сте го кажале и порано. Па да, сонцето, за да се произведе D-витаминот, треба да е со агол поголем од 45 степени. Тоа ќе рече да е после 11, 10 и пол 11. Меѓутоа да не е долго, претпоставувам, така? За 10-15 минути се создава целата дневна доза. Изложеност на сонце, ама со добар заштитен фактор за главчето или не треба? Не, видите, кај заштитните, тука е у суштина ајде да кажам, дилемата, полемиката. Полемиката која стално се води. Кога ќе ставите, без оглед дали е дете или возрастен човек, кога ќе ставите 30 фактор заштитен, 92% се намалува продукцијата на D-витамин во кожа. Ако ставите 50, 95% се намалува. Во основа, со детето треба да прошетате без заштитен фактор 10 на минути. Кога е појако сонцето, околу 11 и пол 12 часот. И после тоа можете да ставите, кога више е создаден D-витаминот. Значи сте го примиле D-витаминот за во денот и потоа заштитени на сонце, секако и со главчето да биде. Да, треба да има заштита од нели да убави совети ова утро. Сега сакам да ве прашам, околу изложувањето на сонце, ама веќе ми кажавте што е со бањањето, со капењето, колку е тоа дозволено, децата тешко некако да ги извадиме од вода. Колку сакаат. Секогаш слушаме на плажа, ајде излези, модра ти е устата. Не, знаете како децата имаат многу подобар сенс од нас возрастните за многу работи, и за тоа колку им е потребна храна, и за тоа колку сакаат или не сакаат да се бањат, и колку време ќе поминат во вода, и кога им е студен. Едноставно не можете да го внесете некој дете кога му е студено, нема да влезе. Значи, ја би советувал, нема потреба да се лимитира со минути, сати или нели колку како што. Едноставно нека уживаат во летото. Едино нешто што во ова модерно време на 21 век, мене лично, ако сум постар, да кажем, на некој начин, не ми смета тоа што децата не се дружат во лето повеќе, него се, особено школските деца, да кажеме, него повеќе се врзани со таблети и со телефони, и нели? дома, да. И седат дома или седат под некое дрво или седат у некој кафич и само скролаат со телефоните. Ја нема онаа дружба и комуникација која што е фактички социјална интеракција. Да, и која што е многу важна. Која е лето изузетно честа, треба да биде. Да. Јас споменавте претходно само аптеката, ама таа ни е многу важна. Ниеден од нас не тргнува на годишен одмор без лекови, без една, јас ја викам таа патна аптека. Ако има некое друго име, вие ќе ми кажете, ама еве за кога станува збор за децата, верувам дека има сега е овој период многу актуелен, во јуни многу одат, веќе се користат нели оние стари годишни одмори, дечињата одат на одмор. Соседна Грција ни е најблиску и затоа се и гужвите, еве слушнавте веќе денеска бидејќи е ден пред викенд. Што е потребно младите мајки да земат најнеопходно, бидејќи ние знаеме да земаме и нешто и што не ни треба. Обично е секојаш така. Реално во аптеките се носи и што треба и што не треба. Да. Значи, као пример ќе речам, носење на антибиотици и давање на антибиотици нема потреба и не смее да се направи на своја рака
и без консултација со педијатар. Тоа е едно. Друго, например, има, да речеме, пред малку споменавме повраќање. Повраќањето е многу незгоден симптом. Едино нешто што родителите можат и треба да дадат, ако се појави пролив или повраќање, тоа е пробиотици за пролив и оние средства за рехидрација, нели, што се електролити. Так. Меѓутоа, користење на лекови за прекинување на повраќање, повторно треба да е контролирано од педијатар. Пошто ние имаме лекови кои што порано сме ги користеле, сега веќе не ги користиме, кои што имаат своји негативни ефекти и може да дадат многу незгодни компликации ако ги дадете на онака сами. Без нормално родителите не знаат што може да се случи. Значи, така. ајде да кажеме како би било медицински јаглен, може да се земе во тој случај, така? Може, пробиотик треба да се дава. Добро е да се дава пробиотик пред да се тргне на одмор. Така. И за време на одмор и кога ќе се вратат од одмор. Така. Треба да се има нешто за покачена температура. Треба да се има нешто за умерена болка, ама тоа е повторно истите лекови се као и за покачена температура. Нешто против треба да се има угризи од инсекти? Да, има особено за комарци. Има многу убави средства, гелови да, кои што се мачкаат и ја смируваат оној феномен на чешење. Меѓутоа, угризи од некои форми, некои риби или било што, нели, во морската вода, да медузи кажеме, или тоа веќе треба да се отиде во локалната најблиска амбуланта. Да, така. тука вистина, затоа што таму може да има доста бурни реакции. И затоа треба да се отиде во локалната амбуланта. Исто така може да се користат, да се има например средства за промивка на очите, да речеме пред малку како што споменавме, а оние дечиња кои што веќе имале претходни болести, например, деца кои што имале бронхитиси или деца кои што имаат некакви, ќе речеме, и хронични дури болести, самите родители веќе знаат дека тие лекови што, нели, може да ги понесат и како да ги аплицират. И знаат дека можат или не можат да дадат некоја негативна реакција. Сакав да кажам, по принцип нема потреба да се претерува со многу лекарства, затоа што акцидентални се ситуациите кои што може да се случат за некои такви, да речеме пчела или оса, например, може да го касне детето или возрастен човек, епак е подобро да се отиде во таа ситуација ако е појака болката, ако се појави оток, ако има појако изразено црвенило, подобро е да се отиде во амбуланта, затоа што можда треба да прими инекција детето, а не само сируп или таблетка, нели? Така да, сепак тоа би им советувал, знаете, да не влеземе во давање на некои лекови кои што може да дадат негативни ефекти. Добро. Уште да ги офатиме накусо, веќе го пробивме времето, ама состема накусо заштита од инсекти и кои инсекти се сега актуелни, бидејќи кажавте природата е веќе активна, разбудена. На што да внимаваат мајките и родителите, сите кои што ги чуваат децата, поготово надвор, кога се покрај комарци, пајаци, што има друго, болви? Крлежите веќе помина сезоната? Да, или се уште има и нив актуелни? уште. Меѓутоа, знаете како, во тие летни периоди, доминантни се стрчлени, оси, комарци, да речеме и такви некои околни што се појавуваат бубачки. Меѓутоа има многу средства кои што се на природна основа, така да ги кажам, кои што се користат против замачкање на децата, против не е хемија, ај буквално да кажам. Такви ви се има препарати со кои може да се прска по кожичката, имаат интензивен мирис, се става лимун, лаванда и такви некои, нели, природни молекули, природни субстанции кои што ги одбиваат, мириси кои што ги одбиваат животните и тие се многу добри. Искрено ви кажам, малку се појако мирисаат, ама се, мислам, убаво мирисаат, ама се многу добри. Како заштита. И бегаат, како заштита. И тоа треба да се користи. Нормално да се избегнуваат оние залетувања во море, ако видите дека има медузи, нема што да се влага внутре, нели се? Со сила, што би рекле народски убави на неј, нема бање.
Доктор Сајковски, јас навистина многу ви благодарам што ова утро дојдовте и еве споделивте навистина корисни и интересни совети во оваа летна сезона. Јас би можела уште многу прашања да ви поставам и можеби и до крај да си разговараме, меѓутоа времето предвидено за овој разговор веќе измина. Ви благодарам, ќе ве ослободиме сега да се вратите на вашето работно место, тамо каде што припаѓате во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Ви благодарам и до следно видување. Благодарам и на вас, поздрав уште еднаш. Така е.